на Дојче Веле на македонски јазик за Македонија и така. Јас го замолив Борис, подоцна ќе ја вклучиме и колешката Женета Скервев од Лондон. Бидејќи Борис неодамна се врати од Германија, Борис во Германија се бројките околу заразата фрапантни, мислам драматични. Вчера имаше над 60.000 ново заразени, 65.000. Завчера беа 52.000 или така нешто. Денеска повторно малку падна. Малку падна. Околу 59 се, меѓутоа инциденцата расте. Големи се бројките, Сашо, имаш право. Што се случува, мислам? Зошто е тоа така? Тоа се случува, експертите велат бранот, четвртиот бран кој удира по невакцинираните. И тоа се случува. Бројките се големи низ цела држава, меѓутоа најголеми се во 3-4 покрајини на истокот и на југот на земјата. Кај што е најмала вакцинираност? Кај што е помала да, или најмала вакцинацијата, таму колку што ги видов бројките деновиве, стапката на вакцинираност е околу 58-59 до 60%. Со една доза или со две? Со две дози. Добро. И се работи за 3 покрајини кои што се најтешко погодени: Тирингија, Саксонија и Баварија. Имаше големи критики околу процесот на вакцинирање во Германија, сега можеби не во последниот месец-два, меѓутоа оценката е дека се задоцни со тој процес, дека споро се одвиваше, дека антиваксерските движења се прилично гласни и така натаму. Сега како да полека се доаѓа до некои проценти кои што се над 60% и така натаму, но дали е и причината за овој четвртиот бран, за таква една огромна заразеност, мислам, бројки кои што се во самиот светски врв, е и ова да кажем изведена вакцинација која не беше на нивото на она што човек би го очекувал од една Германија. Па да, не би рекол дека се доцнеше со вакцинацијата. Таму процесот релативно добро им тргна и на време, тргна на ниво на Европска унија, нели? Како што одеше сегде во декември ланска година, со тоа што стапката општа во целата земја околу 68%. Тоа не е ниска стапка, како ќе ги погледнеме посебно наши овде во овој дел на Европа, целиот, значи источна и југоисточна Европа. Со тоа што пак ќе кажам, има региони каде што е помала стапката. Експертите велат дека е добро да се качи над 75% таа стапка на вакцинираност на целото население, нели? И сега колку ќе стигнат до таа стапка е прашање. Мислам дека сега со новите мерки ќе се направи повторно еден обид малце да се издигне тој процес, малку да им се даде до знаење на луѓето и преку забрани и преку дозволи и така натаму, да нели малку да се поработи повеќе на тоа. Какво е оптоварувањето врз германските болници? Тоа е добро прашање, затоа што од вчера имаше состанок на канцеларката во заменување Меркел со премиерите на 16-те покрајини и беше донесена одлука инциденцата повеќе да не се мери нели на 100.000 жители во текот на 7 дена, туку од наредниот период, од сега па натаму фактички ќе се мери стапката на хоспитализации. Тоа значи 3 хоспитализации на 100.000 луѓе во текот на 7 дена е првата критична фаза, 6 е втората и 9 е третата. Што значи тоа во пракса? Тоа значи дека ако се достигне во одреден регион или покрајина од 3 хоспитализации па нагоре важат едни правила, значи на пример 2G, вакцинирани и како се викаше оздравени. Ако е над 6, тогаш важат 2G+, и така натаму, значи се заоструваат правилата понатаму. Што се всушност правилата? Па правилата се, тоа е и проблемот. Сега, завчера заседаваше владата, имаме нови правила и така натаму. Кои се правилата во германската? Имате 16 покрајни, 16 различни сетови, пакети на правила. Тоа луѓето не го разбираат дека во Германија не е сојуз, здравството не е сојузен проблем, туку е под државите, како да кажем, членки на сојузот, тие го решаваат. Покрајните си го решаваат проблемот, со тоа што претходната влада донесе еден закон за вонредна состојба кој што им овозможи во некои делови барем да добијат повеќе права, уште повеќе права покрајните, например, за да може да воведуваат локдаун, за да може да воведуваат дополнителни рестрикции, забрани за патување и така натаму. Ова ново мнозинство што се формира сега во Бундестагот, во парламентот, значи социјалдемократите, зелените и либералите, вчера го укинаа тоа правило, до 25 завршува важењето, што значи они со тоа сакаат да порачат дека локдаун повеќе нема да има во Германија. Меѓутоа ќе има заострување на правилата за невакцинираните. Првичните мерки вчера што се донесоа беа дека на работа и во јавен превоз, на пример, невакцинирани и непрележани повеќе тешко ќе поминуваат. Значи на работа важи 3G правилото, на пример, доколку не сте вакцинирани можете да однесете тест. Во јавен превоз исто така. Тој тест кој го плаќа? Во моментов повторно е бесплатен од минатата недела, претходно требаше да си го плати секој од својот джеб.
Значи и за невакцинираните кога би правеле тест го плаќа државата. Секој граѓанин во Германија има право на 1 до 2 бесплатни теста неделно. Аха. Меѓутоа тоа се антиген брзи тестови, не се PCR тестови. За PCR тестови доколку ви побараат морате сам да си платите. Добро. И какви се реакциите во однос на таа политика, во однос на тие мерки? Реакциите се разбира едно антиваксерско движење, веќе подолго време обстојува таму и доста е силно поддржано од радикалите од АФД, Алтернатива за Германија, кои што се десно радикална партија, и тие целата своја и парламентарна кампања фактички за изборите ја базираа на тоа, на некои антиваксерски чувства, на битка негирање на ковидот, негирање на вакцините и така натаму. Значи имате едно општество во кое што има многу различни мислења, така да кажам, и тешко е тие да се помират на некој начин. Значи има еден рез во општеството. Не би рекол дека е 50-50, како што е во некој општество за жал навака во нашиот регион, меѓутоа едно веројатно 20 на 25% од луѓето. Добро, да бидам искрен и овдека не е 50-50. Ние споредуваме една анкета на Слободен печат која што е отворена веќе неколку дена околу новите мерки на владата за воведени во врска со ова и морам да ви кажам, еве, ги следам повремено гласањата. Сега е тоа негде 81-2% од 100 до ние кои што гласале, ја поддржуваат политиката на владата, помалку од 20% се против мерките. Така што добро би било тоа да се види на терен, значи во вакцинацијата. Кај нас стапката е се уште 48,9, што е доста ниска стапка на вакцинација. Борис, на линија ја имам на Zoom линија колешката Жанета Скерлев, која што до душе го има свртено телефонот на начин да ја гледаме така странично падната Жанета. Тоа е вистинската насока. Браво, одлично, супер. Тоа се тие програми во живо. Добро утро, Жанета. Жанета, разговараме со Борис за состојбата со коронавирусот во Германија, бидејќи таму беа и се уште се бројките барем за вака европски услови прилично фрапантни. Ние овдека се соочивме со нов сет од мерки кои што ги препорачува владата секако за државниот сектор, но препораката и за приватниот сектор. Каква е состојбата во Британија? И Британија беше една од најпогодените земји во Европа со коронавирусот. Што е состојбата со денешен пресек, да кажем? Со денешниот пресек, според најновите информации, Британија го држи 7-то највисоко место, значи не е рекордер, не е лидер во регионот. 7-ма највисока стапка по смртност и по број на заразени, така што сепак изгледа дека мерките кои ги презема владата на Џонсон даваат некакви резултати. Она што е најново исто така е дека бројот на заразени се покачува и тука, но тоа е лошата вест. Добрата вест е дека бројката на смртност опаѓа, што значи дека бројот, она акција за масовна вакцинација сепак дава некакви резултати. Потврдени случаи на заразени има некаде над 9,5 милиони. Од бројот на население некаде 66-67 милиони луѓе зборуваме. 143.799 смртни случаи до сега. И вакцинацијата оди со, да кажам, одлично темпо. До сега 88% од вкупното население имаат примено првата доза, 80% од целото население имаат примено втората доза и 24% од населението до сега ја имаат примено третата доза, она така наречена бустер доза, за која сега се утврдува деновите вчера, завчера, научниците потврдија дека можеби
не го намалува ширењето на заразата, меѓутоа дефинитивно намалува смртност кај Да, вакцинираните. тоа е суштината на вакцините, е всушност тоа што не вештите можеби од заразување, меѓутоа последиците се далеку помали и се разбира далеку од смртност и така натаму. Дури прочитав утринава негдека по порталите светски дека веројатно токму Британија може да предложи и да препорача и четврта доза почнувајќи од идната пролет и така. Жанета, какви се мерките, иако знам дека во Британија има различни мерки, во Шкотска, во Велс, во Англија и така натаму, какви се мерките во Лондон? Мора ли да носите потврди за вакцинираност? Ве примаат ли во кафеани? Како се движите низ јавниот транспорт и така натаму во училиштата? Што е она што е на сила во Лондон, например? Во Лондон никаде не бараат во кафеаните или... Јас пред недела-две се вратив во Лондон после извесен престој надвор. Единствено нешто што ми бара за да се вратам во мојата втора татковина беше да направам тест после 2 дена во престој во Лондон и го направив тој ковид тест, се потврди дека после патувањето низ Европа немам ковид. Низ Лондон секаде се шета најнормално, не ти бараат никакви потврди и се. Единствено низ јавниот превоз е задолжително носење заштитни маски, значи метро, автобус, воз, во такси возилата, заштитни маски. По продавниците, во рестораните, во пабовите, не е нормално. Рестораните се јаде таму и се пие. Интересна работа по продавниците, на секои 10-15 минути оди соопштение. Би било фино, ние не бараме од вас да носите заштитни маски, меѓутоа за ваша заштита и заштита би било фино ако сакате да носите маска. Жанета, каква е политиката на компаниите, на државниот сектор и на приватниот сектор? Има ли задолжителност за вакцинација или ако не, правење ПСР тестови и така натаму? Моментално не, меѓутоа се воведува правило да оние кои работат во здравствениот сектор би требало да имаат да бидат вакцинирани најмалку со 2 дози, а се препорачува сега и третата доза. И тоа сега за сега не наидува на некои големи протести. Океј, секогаш има протести, имаше протести пред некоја недела тука пред парламентот, меѓутоа не се тоа некои неверојатно масовни протести. Британците се главно кога станува збор за здравието повеќе би протестирале за кратење на придонесите за јавното здравство, отколку за носење или не носење на маски. Се зборува тука, се зборуваше еден период дека би можело да се воведе пак некое ограничување, повторно носење на маски во јавните објекти. Меѓутоа, вчера владата го демантираше таквото нешто, велам за сега. Владата онака е доволно вмешана во други скандали околу лобирањето, околу кратењето на железнички мрежи, на финансиски други скандали. Велам сега за сега нема такви мерки, но има најава дека би можело да има такви мерки. Жанета Скерев, благодарам за ова истрпно јавување од Лондон. Овој пат се задржавме само на коронавирусот и мерките, иако знам дека британската политичка сцена ги следам овие случувања со еден бивши министер во владата на Џонсон, кој што му утврдија дека заработувал 100.000 фунти, се разбира, во легални активности, таму се дозволени пратениците да имаат и втора работа и така натаму, но се покрена на цела полемика околу тоа дали е тоа фер, дали е окей.
и дали тие не ги И тоа користат. работејќи на Кајманските острови. Така, додека во траеше пандемијата. фина клима. Да, точно. Да, одлично. Еме исто време да член на парламентот, цело време на Кајмански острови, бидејќи не се појаваше во парламентот, а само на Zoom разговараат, па он фино работел како советник на Кајманската влада, Мелки, така. Да, интересно е тоа во Британија. Благодарам Женета Скергав. Јас само да навестам дека ние за некоја минута ќе се вратиме кај Елизабета, бидејќи не интересира што ќе биде понатаму оваа процедура што ја направивме за тестирање со оние тестови што се прават во аптеките и ќе видиме каков ќе биде резултатот. Но да го искористам Борис во студиово. Борис се разбира дека ние се занимаваме со политичко следење состојбите, не само со овие здравствени трендови и така натаму. Како ти се чини тебе целата сега оваа постизборно, посткризна, постгласање недоверба, доверба на владата и така натаму, особено во контекстот на еден нов бран на најави прилично негативни кои што стигнуваат, или ајде да кажем мешани кои што стигнуваат од Софија, бидејќи таму после една-две така малку пооптимистички најави, вчера повторно поклопија со негирање дека било каков компромис е можен или дека бугарите би биле подготвени да го дозволат деблокирањето на европскиот пат на Македонија и Албанија, а од друга страна тоа е овдека една од клучните теми дури за опстанокот на оваа сегашна влада. Па во иста мерка се хаотични состојбите и кај нас со владата и од таму со пораките кои што пристигнуваат. Меѓутоа, мислам дека сепак во овој момент пораките што пристигнуваат од Софија треба да се земат со некоја резерва. Имаме техничка влада на заминување. Читав некој став од бугарското МНР вчера и од министерот Стоев. Ги проследивме изјавите на водниот иден следен министер за надворешни работи и претходно на несудениот премиер. Така да во тој дел е многу нејасна ситуацијата и не знам што би коментирале во моментов додека не се формира таа влада и додека што е право тие ги чека до први и втор круг на председателски избори. Имено, во недела се гласа, така што веројатно во рамките на таа кампања и оние изјави на Радев па и на Герџиков вчера можеме да ги толкуваме. Така што во однос на Софија јас би се воздржал од некоја подлабока анализа дека таму не се средат состојбите, не биде известна состојбата. Слушам дека и во недела победата на Радев и не е толку 100% сигурна како што се очекуваше по првиот изборен круг, така што да почекаме нека поминат тие работи, па потоа веројатно ќе може појасно да се анализираат и да се видат тие правци на новата бугарска политика кон земјава доколку ја има, нели? Од она што го следам меѓу македонскиве политичари, гледам една прилична издишаност на темата. Мислам, дури овие што беа пооптимисти сега веќе велат, видите, ќе направиме се, ама не треба многу да се очекува и така натаму. Тоа е една, би се рекол, подготовка на терен за лоши вести. Па да, ама ја мислам дека народот е издишан више од таа приказна. Па дури и од ЕУ, ако сака. Па да, ја исто мислам дека тоа се види и на гласањата. Се види на гласањата, станува мачење веќе целата таа приказна. Ја дури мислам да се договориме со Софија и на 14 нема да биде голема вест. Тоа веќе никој нема да го проследи. Знаете, ќе се случи некоја мало локално скандалче и ќе преклопи тоа во тој ден. Речи се сум сигурен за тоа што луѓето веќе ја изгубија на некој начин вербата. Тоа исто го констатиравме со еден колега исто така одличен аналитичар, дури да станеме, како да кажем, да добиеме и датум и се, да речеме идната среда, паркирано возило на министер на тротоар ќе биде поважна вест. Па видете со нато што се случи. Беше пандемија, да, беше некој вид локдаун, тоа помина така. Како ништо да не се случило. 30 години го чекавме тоа. Борис, сепак ти раководиш и работиш за еден голем и угледен европски медиум. Deutsche Welle е една од тие институции, да кажем, таа е државна информативна куќа и така, но со една традиција на професионализам и на објективност која што е долги децении. Како ти се чини состојбата во регионот, бидејќи Deutsche Welle покрива целиот регион, а ние се обидуваме и јас релативно редовно ги читам написите кои се однесуваат оти, па во Deutsche Welle гледам најмалку кога го чита човек има најмалку, како да кажем, спинувања. И може точно да дознае што всушност се случило во Црна Гора, какви се работите во Босна и така натаму, од еден малку германски агол, кој што е секогаш малку поспецифичен од колку овој другиот преовладувачки англосаксонски, американски, па и европски известни. Фокусот изминативе недели беше на Босна и Херцеговина, дефинитивно, после на седница на Советот за безбедност, проблемите, најавите на Додик, најавите или критиките од Русија и блокадите кои што дојдоа таму. Така што
Имаше дури една најава од германскиот министар Хајко Мас денови која што помина доста незабележано, меѓутоа и тој најави можни санкции, се залага за санкции против раководството на Република Српска и луѓето околу Милорад Додик. Така што мислам дека Босна во моментов е фокусот, меѓутоа секој фокус на Западен Балкан генерално е добар за нас, ми се чини. Секако останува фокусот и на Одржува едно внимание. одржува едно внимание и мислам дека конечно САД и Европската унија или барем дел од Европската унија се унисони во тој дел дека треба да се посвети поголемо внимание на регионот и мислам дека тоа за нас воопшто не е лошо, напротив. Со тоа што сега ќе видиме колкав ќе биде притисокот и колка ќе биде замаецот за да се надмине овој спор со Бугарија, така да од тоа понатаму ќе можеме да судиме за тоа што и таму доаѓа еден период од јануари кога Франција го презема претседавањето со Европската унија, кога нема да биде дефинитивно Балканот, Западниот Балкан во фокусот, мислам дека сосема други теми. Освен ако не се случи некоја голема криза. Борис Георгиевски, благодарам за овој утрински брифинг. Малку разговаравме за ова што ни е темата денеска главна за пандемија, но исто така една куса политичка анализа, бидејќи тука негде сме со проценките, влегуваме во еден период кој што веројатно ќе биде турбулентен и не многу полн со добри вести, ама сега и ништо мора да се помине, предпоставувам. Тоа е што е. Така е.